Во ова издание, со контролата врз двата дома на Конгресот и во Белата куќа, демократите имаат 2 години да спроведат видливи реформски промени во САД. Новиот државен секретар Антони Блинкен зборува одлично француски и свири гитара, но какви се неговите семејни корени? Локации за масовно обезбедување вакцини против COVID-19 на секаде низ Калифорнија, на стадиони, центри за изложба, дури и во Дизниленд. Ќе ви кажеме, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. САД се вратија кон обединета влада со изборот на Џо Бајден за 46-ти претседател. Демократите го презедоа мнозинството во Сенатот, а со лидерството на спикерката на представничкиот дом Ненси Пелоси се очекува да истуркаат големи легислативни промени. Кетрин Гипсон има повеќе. Откако ја презема Белата куќа, американскиот претседател Џо Бајден се соочува со значајни предизвици. Меѓу главните, справување со коронавирусот, од кој починаа 400.000 американци. Но со подпредседателката Камала Харис и тројца нови сенатори, демократите сега имаат контрола во Сенатот, со лидерот на мнозинството Чак Шумер. Сенатот ќе се справи со тешкотиите на овој момент. Здравствената и економска криза која се случува еднаш во животот на една генерација. И ќе тежнееме да направиме напредок во борбата за расна правда, економска правда, еднаквост за можности според законот што се протега низ генерации. Се работи за амбициозна агенда на демократите, но со контролата во Белата куќа и во двата дома на Конгресот, тоа може полесно да се реализира. Со претседателот од иста партија, веројатно се свесни дека се што ќе дојде од Конгресот, веројатно ќе го добие подписот од претседателот за да стане закон, наместо тоа да го врати назад на доработка со можност за вето. Значи, има ситуација на единство и контрола врз агендата. Но демократите имаат тесно мнозинство во двата дома на Конгресот. Републиканците и натаму ќе можат да ги блокираат законите за кои ќе биде неопходно 60 гласови за да бидат усвоени во Сенатот. Во представничкиот дом, спикерката Ненси Пелоси знае дека може да загуби неколку демократски гласови и сугерираше дека може да се најдат начини да се соработува со републиканските законодавци. Имаме одговорност да обезбедиме меѓупартиска соработка и да постигнеме заеднички јазик. Брзо усвојување на новиот пакет помош за најпогодените од коронавирусот во забавената економија е на прво место. Но Сенатот со мнозинство демократи исто така брзо ќе гласа на распити за потврдување на номинираните за кабинетот на претседателот Бајден. Обединетата контрола исто така и овозможува на легислативната гранка на власта поголема можност да ја зајакне контролата и одговорноста врз владата и во следните денови ќе почне да го применува тоа. Се надевам дека ќе работи во тој правец и ќе го турка процесот за импичмент напред, затоа што нема поголем знак за одговорност отколку Конгресот да го спроведе распитот за импичмент. Никогаш досега не сме виделе импичмент откако претседателот заминал од Белата куќа. Но суштината на Конгресот е да остане доследен на себе си и да обезбеди внимание од претседателот или барем да не мисли дека е над законот. И покрај новото мнозинство, демократите ќе мора да убедат најмалку 17 републиканци да го обвинат претседателот Трамп ако се надеваат да му забранат да се кандидира повторно за владина функција. Новата администрација во Вашингтон ќе биде една од најразноликите во американската историја. Новиот државен секретар Антони Блинкен има потекло од Русија, Израел, Европа, во продолжение за неговите семејни корени. Ова е книга за семејните корени во украинскиот град Переслав. Во 1874 биле впишани информации за семејството Блинкен. Јанкел и Рис имале 4 сина и 2 ќерки. Нивниот најстар син, Мајер, кој подоцна емигрирал во Америка, е роден 1879. Тие дошле во Перејаслав од Золотоноша од провинцијата Киев. Кога живееле во Золотоноша, нивното презиме веќе било Блинкен. Мајер Блинкен, прадедото на Ентони Блинкен, се разбира го пишувал презимето Блинкен, а не Блинкен. Надја Липес, еврејска истражувачка за семејното потекло, објаснува дека со време Мајер Блинкен пристигнал во Киев каде се оженил со 20 годишната Хана Макле Турусковскаја, ќерка на земјоделец.
Во 1900-та, младото семејство Блинкен го прославува раѓањето на нивното прво дете Мозес, кој го сменил името во Морис, кога живеел во САД. Дедо му на Блинкен се викал Моше или Мозес на руски и бил роден во Киев. Подоцна биле родени уште 3 деца – Соломон, Јаков Гришнел и Виктор. На почетокот од 1904 семејството Блинкен, вклучувајќи го Мозес, пристигнале во Америка преку Хамбург и Лондон. Во август таа година заминале за Њујорк. Всушност, Мајер, како што покажуваат документите од островот Елис, бил извлечен од редот. Не било поради здравствена состојба. Имало X до неговото презиме, но причината е нејасна. Бил означен за понатамошно испрашување. Синовите на Мејер се оженили и ги сменили имињата. Соломон станал Сем, Мозес станал Морис, со пишување на името на два различни начини. Тој имал два сина. Едниот од нив, Доналд Мејер Блинкен, станал американски амбасадор во Унгарија. Тој е татко на Антони. По разводот на родителите, идниот државен секретар бил однесен во Париз, каде живеел со неговата мајка Џудит и очувот Самуел Писар, писател и адвокат, кој го преживеал Холокаустот. Ентони Блинкен зборува одлично француски и свири гитара. Како и повеќето американци, Блинкен има далечни роднини во САД и во странство, на места како Русија, Израел и Европа. За крај на News Flash. Паркот Дизниленд во сојузната држава Калифорнија ќе стане првиот масовен центар за вакцинирање против COVID-19. Еве како изгледа тоа. Локации за обезбедување вакцини против COVID-19 има насекаде низ Калифорнија, на стадиони, центри за изложба, дури и во Дизниленд. Паркот е прв од 5 најголеми локации со можност за вакцинирање на околу 7.000 луѓе секој ден. Само првиот ден повеќе од 10.000 луѓе испратиле барања за вакцинирање на веб страницата на округот Оринџ. Не доаѓајте доколку немате закажано термин. Неверојатно е колку многу луѓе има. Поради огромниот број на луѓе кои сакаат да се вакцинираат што е можно побрзо, веб страницата на округот Оринџ постојано паѓа. Сузан дојде со незиниот сопруг. Верува дека двајцата имале голема среќа. Да можеме да живееме, тоа е единствената причина. Јас се вакцинирав денес. Ја примив вчера. Локалните власти предупредуваат на можни долги редици и чекање со часови. Додека да добиеме повеќе вакцини, би замолил за трпение и да дозволиме постарите лица со хронични заболувања да се вакцинираат први. Гувернерот на Калифорнија Гавин Њусом ја најави првата фаза која опфаќа вакцинирање на здравствените работници, како и лица над 65 години. Тоа значи повеќе од 6,5 милиони луѓе. Засега едноставно нема доволно вакцини во сојузната држава. Не е случајно што Дизниленд беше избран за главна локација за вакцинирање. Дизни е повеќе од одличен партнер. Тој е најголем работодавец во округот Оринџ. Луѓето знаат каде се наоѓа и имаат убаво чувство за Дизни. Дизниленд е затворен од март 2020 година, а од неодамна беа отворени само дел од продавниците во забавниот парк. Забавните активности остануваат затворени. Жителите на Анахајм сакаат да бидат вакцинирани брзо, за да може да се вратат на работа во рестораните, продавниците и хотелите околу Дизниленд. Бидејќи работам со луѓе, одлучив да се вакцинирам, за да ги заштитам другите и себе си. Друг голем центар за вакцинирање против ковид е отворен на стадионот на Доџерс во Лос Анџелес. Тука може да се вакцинираат околу 12.000 луѓе секој ден. Друг има во Сан Диего и уште еден во Риверсајд. Насекаде има долги редици луѓе кои едва и чекаат да бидат вакцинирани и да се вратат на нормалниот секојдневен живот. Тука е крајот на News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. За повеќе информации појдете на glasnaamerika.com, следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер. Се гледаме.